Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е извештајот на Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги. Господине Беслимовски, нека ви е честита загубата на Регулаторната комисија за 2021 година. 5 милиона не се за подценување, значи комплет целиот енергетски сектор ни е во загуба, во колапс и тешко дека можете понатаму да го менаџирате. Пред нас е извештајот, меѓутоа многу подобро ќе беше да имавме оставки од сите чинители во енергетскиот сектор, вклучувајќи и Регулаторна комисија, затоа што очигледно не можат да се справат со кризата и едноставно со политиканство, со партиски извештаи, со политички изјави само се настојува да се балансира тоа што не може никој да го покрие, дека кризата е енормна и максимална. Велам дека е максимална затоа што до денес од буџетот се испумпани некаде 200 милиона евра за покривање на трошоците на работење на енергетските компании. Од граѓаните се земени дополнителни 10% изголемување на сметките, а колкава е кризата кај сите чинители кои се на слободниот пазар, тоа никој не сака да го каже во државата, како тие да се од надвор, како општините да се во некоја друга држава, како фирмите да се од некоја друга држава, како сите субјекти кои набавуваат струја од слободниот пазар да се проблем за оваа држава и едноставно никој не сака да ги спомне во целата приказна. Значи се манипулира со бројки, се манипулира со крајниот резултат. Крајниот резултат на оваа криза е 1 милиарда евра. Проблем за државата кој текако ќе влијае понатаму и на инфлацијата, и на економската криза, и на сите останати можни кризи кои се случуваат во државата. Тоа што ние сакаме да кажеме дека сме направиле, односно вие сакате да кажете дека сте направиле голем успех, визави тоа што ви окажувавме на времето дека ќе кошта оваа криза, дека сметките на граѓаните се 10%, тоа е апсолутно неточно. Вистината е дека оваа криза не кошта милиарда евра. Делот кој ќе биде зафаќање од буџетот се 200 плюс 100 милиона денес во најава. Тоа се 300 милиона евра. До крајот на кризата минимум 500 милиона евра ќе испумпаме од буџетот. И тоа се бројките, тоа е поразот на оваа криза и на оваа сценарио. Сега, кога некој прави криза од 1 милиарда евра, ние треба да аплодираме и да кажеме браво колку добро се справувате со кризата. Не е точно. Најлошо се справуваме со кризата затоа што кризата ја дочекавме неспремни. Кризата ја почнавме многу касно. Кризата почна од 5 и 6 месец, но вие и повторно и оваа година, односно претходната 2021 година, се одлучивте да одите на локални избори. Да премолчите дека има криза и дека владата сериозно треба да се подготви за таа енергетска криза. Тоа никој не може да го амнестира. Тоа е ваша одговорност, вие како енергетска регулаторна комисија. Моравте јавно да излезете и да кажете ни се случува криза во енергетиката во Европа. Ке имаме многу лоша 2021 година. Ке имаме уште полоша 2022 година. Луѓе, дајте да се организираме, да можеме да спасиме што може да се спаси. Тоа ние не го слушнавме од вас. Во една реплика на комисијата рековте дека имате допис до владата. Мој совет ви е да си го копирате и да ги чувате тие документи, затоа што оваа работа и оваа милиарда мора еден ден да се расчисти. Затоа што и во услови на криза се злоупотребуваат парите, не знаеме каде одат, не знаеме каде завршуваат. Во такви услови доаѓа кај нас, место објаснување како да се реши енергетската криза, доаѓаме до извештајот
и можноста колку толку да презборуваме за тоа што ни се случува во енергетиката. Извештајот, да се држам до негови, е катастрофален. Имате многу интересен момент трошоци за енергија. 2021 година 1 милион и 50 илјади денара, 2020 година 1 милион и 400 илјади денара. Тоа е зголемување од 33%. Ако знаеме и велите дека се снабдувате на слободниот пазар, ве молам, бидете фер према Радовиш, према општина Радовиш и према фирмите во Радовиш и фирмите во цела Македонија и сите општини, кажете каде да набават струја поскапа на слободниот пазар за само 33%. Каде ја наоѓате таа струја? Ние сакаме како општина Радовиш, фирмите во Радовиш сакат да набават таква струја, затоа што на слободниот пазар цената е 333% поголема. А вие ќе набавувате струја по 33% изголемена. Или не знаете да пресметете, или имате некои тајни канали за да си ги решите само проблемите во вашиот двор, но не и проблемите на општините и проблемите на фирмите во слободниот пазар. Ја спомнавте, односно многу ја спомнавме ставката за одржување на зградата. 21.000 евра. Едно друго прашање ќе ви кажам затоа што одговоривте на прашањето. Зградата во која сте сместени нема употребна дозвола. Прашањето е не зошто се тие 21.000 евра, туку како сте сместени во таа зграда. Зашто дозволувате да бидете сместени во зграда во која нема употребна дозвола и ризикувате и регулаторна комисија и вработените да бидат изложени на ризик од самата зграда? Дали ќе преземете некој чекор за ова да го надминете? Настрана парите, како ќе ги трошите и зашто ќе ги трошите. Околу вработувањата. 2022 година 49 вработувања плюс 5 нови, меѓутоа тројца ќе ви одат во пензија. А трошоците за плати се зголемуваат за 20%, односно за плата ќе поделите близу 1 милион евра. Моето прашање е, за две нови вработувања 160.000 евра се многу пари. На што останато ќе ги трошите овие пари кои сте ги предвиделе во буџетот? Да за репрезентации, да за кафе, нека се и 80 евра на ден, меѓутоа да ги заработите. Проблемот е што имате високи плати, високи хонорари, високи репрезентации, но не ги заработувате тие плати, не ги заработувате тие бенефиции кои ви ги дава државата. А требавте и моравте да одговорите на тие прашања. Кога ќе почне кризата и како да се менаџира кризата? Наспроти тоа, вие премолчивте дека имаме проблеми во енергетскиот сектор. 2-3 години збориме на истата тема. Превработување во енергетскиот сектор, нерационално трошење, фирмите пред кризата беа 30-40 милиона евра во загуба. Ова само ќе ја покрие загубата на енергетските компании. Ова ви дојде како кец на десетка самата криза. Затоа што со дел од парите ќе покривате кризи за партиски вработувања, за партиски камиони, за партиски шлепери и за партиски лопувак. Тоа е проблемот што ни се случува во државата и како ние ги менаџираме сите кризи. Имате надлежност да ја регулирате цената, во ред, прогласена е криза, може да правите што сакате, не ви е реална пресметката, загубите ќе се пренесуваат или на буџетот или на наредните години. И тука пак граѓаните ќе си платат. Немојте да ги замајувате граѓаните дека нема да платат. И за струја, и за буџетот, граѓаните се тие кои го полнат буџетот и плаќаат сметки. Имате ингеренции да одземате лиценци. Имаше хаос во оснабдувањето на слободниот пазар. Не одземавте ниту една лиценца. Имаме енергетска криза, не одземавте ниту една лиценца на државните компании. Тоа е јавно толерирање на криминалот и несанкционирање на грешките, без разлика што е криза. Вие мора да постапите согласно закон. Во спротивно сте соучесник со тие кои тоа го
допринесува да стигнеме овде каде што сме, 1 милиарда евра. Благодарам.